Со нас вечерва на обострано задоволство Теја Трајковска, која што ќе ни зборува и ќе ни раскаже за моменти со нашиот драг Андреј. Кога ќе помислиш на Андреј, која е првата слика што ти доаѓа во глава? Прво, се уште не можам да се помирам дека треба да зборуваме во Андреј за минато време, каков беше. За мене Андреј уште е и мислам дека ќе зборувам така во текот на ова интервју. Знам дека во продолжение на сте прашања што и да кажам, еден ден ќе ми звучи премалку, бидејќи не знам дали има доволно зборови што можеме да ги кажеме ние што сме биле поблиски до луѓето кои што ги изгубивме, со кои што ќе објасниме каков импакт имале врз нашите животи и какви навистина биле. Кога ќе помислам на Андреј, моментално, нормално првото што чувствуваме е огромна тага и празнина, како што верувам сите ние. Меѓутоа, морам да признам дека овие денови сме преплавени од информации, видеа од неговиот живот, од ми излегоа рилови од кај вас од бекстејдж. И кога го гледам каков беше и кога се присеќам на неговата енергија, после првата тага се фаќам дека се насмевнувам кога се сеќавам каков беше. Така да се надевам дека после некој време кога ќе го надминеме овој шок сите, ќе го паметиме по убавите работи, по неговата голема душа што ја имаше, која што не знам дали ќе успееме да ја објасниме во овие одговори. Беше племенит човек, темпераментен, весел, искрен, беше премногу искрен. Беше искрен на еден чист начин на кој што толку беше брутално искрен што не можеш да му замериш кога ќе те тресне од земја со нешто. Значи ја му пуштам на пример, еве песна, демо. Што мислиш, кажи ми? И он онака, пример, ако не му се свига, што си правила? Што си не ова, не, сега ја ќе ти кажам и ќе си го кажа неговото мислење. Значи имаше неверојатна енергија. Тие што го знаеме, што имавме чести привилегија да бидеме блиски до него, тие што ќе ме слушнат ќе знаат што сакам да кажам. И би сакала да истакнам дека беше прекрасен татко и дека на тие две патувања на кои што сме биле заедно, едното беше пред 5-6 години во Турција, а второто беше лани на денешен ден отидовме за Златибор да го снимаме спотот за Амаилија. Ми излезе преска на Инстаграм и не ми се веруваше искрено. Памтам дека кон крајот на патувањето цело време збореше како едва и чека да се дојде дома да си биде со Нати и со Јана. И му се воодушевував и тогаш и сега и секогаш. Посветен татко, полн со љубов, со грижа, неверојатно хуман. Сум имала со него ситуации неколку за кои што јас му се јавувам за рандом глупост, тотално небитна, и он го превртува светот за да ми помогне и да направи се за да никако да ми го реши проблемов. Ја не сум му се најавила да ми го реши проблемот, него чисто мислење да ми дае. Значи човек што кога и да го побараш ќе дојде и ќе направи се за да ти помогне. Не знам, нема многу луѓе како Андреј. Ако можеш да се вратиш назад и да поминеш уште еден ден со Андреј, како би го поминала тој ден? Ова е многу тешко прашање. Мислам дека е најтешко прашање што може да биде. Дефинитивно е најтешко прашање. Искрено мислам дека најверојатно би отишле во кафана, би се начукале и би пееле и би биле среќни, затоа што знам дека тоа би било правиот начин да се помине еден ден со него. Како дознам за страшната трагедија што се случи во Кочани и каде беше во тој момент? Искрено тој ден за мене е најстрашниот ден во животот.
откако сум родена и многу ми е тешко да и се уште го живеам и се уште имам трауми и стравови, секој ден го преживувам пак тој ден. Ден пред тоа, вечерта, саботата, некаде околу 2 и нешто, јас и Панчо си имавме да пишуваме по пораки, буквално до пред излезат на сцена. И на последната порака ми немаше вратано. И јас бев на роден ден кај другарка тога во Скопје, си легнав, станав околу 6 сат за бајле да пијам вода. Онака скроз рандом и гледам телефон, гледам дека немам одговор на пораката. И си викам, окей, вајда се прибрале луѓето, заспале, се окей. И не знам, јас иако имам социјални мрежи, Facebook не отварам никогаш. Никогаш. Скоро па и да не користам, фигурирам само на Facebook или објавувам кога нешто има потреба или сметам дека треба. И не знам како отворив Facebook и првата објава што ми излезе беше страшна трагедија во Кочани, над 50 загинати, се стравува дека бројот е многу поголем. Значи, тоа што го осетив у тој момент, не го посакувам на никој никогаш да му се случи нешто такво. И тоа што следеше, нормално пробав да ги добијам сите луѓе што можам од бендот, безуспешно беше. И знаете како изгледаше остатокот од денот. Значи од 6 до крајот на денот голгота за животите на нашите пријатели и за сите луѓе кои што нестрекно загинаа таму. Можам само да кажам дека тој ден е огромна трагедија за Македонија. За некои од нас е и лична трагедија. Јас изгубив фамилија таму. Андреј, Сара, Буцо, Филип, Александар Коларов, Игорче, Александар Ефремов. Само бубњарчето не го познавам лично, затоа што одскоро, од неодамна настапуваше со нив. Меѓутоа, страшно ми е жал и за сите невини души загинати кои што загинаа таму. Немам зборови со кои што можам било што да кажам, затоа што ниту еден збор што ќе го кажеме ние нема да ублажи ни приближно болката што ја чувствуваме и ние и сите кои што поминуваат низ ова или нешто слично. Знам само дека таа дупка што ја чувствуваме никогаш нема да зацели. Дека вечно ќе ги паметиме и дека наше е сега да направиме само никогаш да не бидат заборавени, да не се нивните животи изгубени залудно и да направиме се што можеме за луѓето кои што ни останаа живи.